Во нашиот фокус се првенствено младите луѓе кои ќе ги задржиме во Битола со обезбедување работа, пристоен дом и квалитетни услови за живот. Досега се покажа дека невработеноста се намалува преку директни домашни и странски инвестиции. Затоа инвестициите во индустриската зона Жабени ќе бидат главниот мотор за локалниот економски развој на Битола. Ќе продолжиме да подобруваме атрактивноста на индустриската зона со изградба на нова улична мрежа вредна 12,5 милиони денари. Поранешната битолска касарна во следните 4 години ќе доживее градежна експанзија. Ќе продолжиме да создаваме услови за нови колективни и индивидуални градежни инвестиции кои ќе значат раздвижување на економијата во Битола. Ќе изградиме и асфалтираме уште 3 нови улици, ќе биде изградена атмосферска канализација за 13 улици, а блоковите Арама 1 и Арама 2 ќе добијат ново нисконапонска кабловолска мрежа и улично осветлување. Во мојот мандат предвидувам и донесување на генерален урбанистички план, како основен документ во натамошниот урбанистички развој на Битола. За да не ни се иселуваат младите, освен работа, треба да им обезбедиме и услови да се стекнат со свој дом. Во идниот мандат, наместо нови населби за мигранти, ќе создадеме услови за нови ефтини куќи за нашите деца. Целосно бесплатно и без никакви давачки на младите, ќе им отстапиме парцели од по 200 квадратни метри во населбата Златен Рид, на кој ќе изградат ефтини куќи за не повеќе од 35.000 евра. Ќе направиме и целосна промена на сообраќајниот режим и ќе воведеме еднонасочни улици во центарот на Битола. Ќе изградиме 3 нови кружни текови и 3 нови велосипедски патеки. Ќе уредиме целосно нов парк во Нова Битола и ќе насадиме 10.000 нови садници дрвја и блоковско градско зеленило. Јас како носител на советничката листа на кандидати за советници на ВМРО, ДПМН и коалицијата, заедно со мојот тим, ќе се залагам за многу посилно помагање, субвенционирање на ваквите бизниси, исто така да се унапредуваат вештините на луѓето кои што се занимаваат со алтернативен и рурален туризам и на крајот она што е најважно, да овозможим уште подобри услови за користење на ИПАРД мерката за рурален развој, која што ќе биде многу значајна поддршка за дополнително развивање на алтернативниот туризам во Битола. Дали професорката има некаква општа финансиска представа, не мора детална представа, за тоа колку барем приближно би чинеле проектите кои ги предлагате? Дали воопшто ги знае надлежностите на локалната самоуправа? Дали е познат начинот на остварување приход и финансирање на општините? Дали при формулацијата на проектите, вака општи, описни и паушални, како што ни ги соопштува, прочитала барем еден закон поврзан со делокругот на некој проект? Ете, денешните прашања не се за мигрантите, кои со заев планирате да ни ги доселувате, ниту пак за историјата, која сакате да ни ја преправите. Темата е локална, соодветна за изборите и во неја има и математика. Професорке, побелете, одговорете.